Добро вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во првото издание од серијалот емисии од областа на текстилството, кој што го насловивме едноставно како конец. Ке се запрашате зошто конец? Од најосновна причина, затоа што конецот е еден од асоцијативните предмети кога се работи за текстилството, меѓутоа од друга страна символично огледано конецот како нитка ги поврзува работите, меѓутоа и конецот исто така ги размрсува некои работи, односно во овој случај размрсува проблеми, дилеми, проблеми и така натаму. Но многу јасно да не должам на почетокот, веднаш да се условно кажано да се фатиме за работа. Вечерва наша гостинка и ваша се разбира ќе биде извршниот директор на текстилниот кластер на Македонија, господјата Наташа Сивевска, која што со нејзе ќе пробаме во наредните 30 на минути да ви го детално образложиме постоењето, работата, целите и се што она е поврзано со текстилниот кластер. Реков на почетокот дека ова е серијал емисија од областа на текстилството во соработка со текстилниот кластер USAID и телевизија Стар. Па едно добро вечер за нашата гостинка господја Наташа Сивевска. Господја Сивевска, добре дојдовте во студиото на телевизија Стар. Добре најдов. Така, и веднаш да се, како што реков на почетокот, да се зафатиме за работа. Што во суштина е, кој е текстилниот кластер? Што организација тоа? Текстилниот кластер е формиран 2004 година, но како претходница на формирањето на текстилниот кластер во 2003 година е формирано Трговско-текстилното здружение по иницијатива на околу 100 компании од текстилниот сектор, претежно од регионот на Штип и до источниот дел на републиката, каде што всушност и концентрацијата на текстилните компании е најголема. Иницијативата на компаниите беше да се направи едно здружение каде што фирмите ќе можат да ги застапуваат своите интереси пред владините институции и на некој начин да делуваат и во сите останати активности за подобрување на нивната конкурентност, настапот на странски пазари и така натаму. Текстилниот кластер пак е формиран во склоп на тогашниот USAID проект за македонска конкурентност и со цел да уште повеќе се продлабочат активностите на текстилната асоциација и на некој начин по завршување на проектот овие две тела се споја во едно, за да ние денеска се јавуваме под името на Текстилно-трговска асоциација Текстилен кластер. Така, веднаш се надобрзува ова, која е целта на постоењето на текстилниот кластер? Што фактички тој работи? Значи, целта на постоењето е да компаниите во кластерот ја зголемат својата комуникација меѓусебна, да се зголеми нивната конкурентност и со цел да се настапи заеднички на трети пазари. Тоа е многу важно во денешно време кога се бориме со едни големи пазари, односно производители како што се Кина и Индија, кои што всушност беа на некој начин закана во тоа време за компаниите во Македонија и така сакавме здружено со заеднички напори помеѓу сите членки и нивна подлабока комуникација да настапиме и да се приближиме до највеќе до европскиот пазар и на некој начин ја посочиме таа предност што имаме, близината која што имаме и конкурентните услови тука што се во Македонија. 15 години работа на текстилниот кластер, колку тоа се успева во постигнувањето на целите? Колку тоа сте блиски, односно сме блиски до европскиот пазар, колку тоа сме во, ајде да кажам, остра конкуренција на овие два големи производители Индија и Кина? Па на некој начин можам да кажам дека е постигната до некаде целта, заради тоа што оние купувачи кои што на времето ги изгубивме и кои што отидоа на овие пазари, како што се Кина и Индија, со тек на време почнаа да се враќаат назад. Заради тоа што ние ја презентиравме нашата конкурентска предност, а тоа е близина до пазарот, познавање на јазикот, кратки рокови на испорака, се уште конкурентни цени и на тој начин успеавме да ги убедиме европските купувачи дека кај нас може да се постигнат подобар квалитет во однос на сите овие параметри кои што ги спомнав. Така, колку текстилниот кластер помага во работата на текстилните компании? Колку е тој присутен со нив, колку е често, колку е таа интеракција, комуникација блиска? Значи, со текстилните компании имаме комуникација на дневна основа.
Се обидуваме да ги дознаеме проблемите кои што ги имаат, се обидуваме да им помогнеме во одредени активности, како например подобрување на условите за работа со организирање на подобро производство со користење на консултанти од странство кои што вршат реорганизација на производните капацитети, се со цел да се добие подобар квалитет, подобра продуктивност и на тој начин да успееме да обезбедиме поквалитетни купувачи кои што ќе дадат и повисоки цени. Во таа насока исто организираме доста често соодветни обуки за подигнување на знаењето и капацитетот на кадарот кој што е во текстилниот сектор и секако се обидуваме преку низа активности да извршиме промоција на компаниите во странство со цел да се зголеми нивниот извоз. Не е за занемарување и делот каде што соработуваме со доста голем број на кластери во регионот и пошироко и учествуваме во неколку проекти преку кои што разменуваме искуства и со земјите како што се Бугарија, Албанија, Србија и на тој начин ги споредуваме искуствата помеѓу тие земји и се обидуваме заеднички да настапиме на тој европски пазар за да ги привлечеме. Дали таа рамка во која што работи текстилниот кластер е некако идентична, да речеме, со соодветните асоциации од земјите во регионот, да речеме со српскиот, бугарскиот текстилен кластер? Дали тука некаде проекцијата е слична или имаат тие некои сосема други различни цели на делување, затоа што сте во постојана комуникација со нив? Па имаме и заеднички активности, односно сличности, а секако и разлики. Она што е важно и што го комуницираме со овие кластери од регионот е да заеднички настапиме како Балкански регион со доверливи производители, каде што ќе може странските купувачи да бидат задоволни и да имат поголем избор за производство. Токму заради тоа формиравме и етикетата по наша иницијатива, по иницијатива на текстилниот кластер Trusted Balkan Apparel, што значи доверливо производство на Балканот, со што сакаме да покажеме дека тука не само во однос на квалитет и на цена, туку во однос и на социјална и општествена одговорност на фирмите, однос кон вработените, може да покажеме еден квалитет и со тоа да го придобиеме, да придобиеме довербата на странските купувачи. Каде ни е тука нашиот квалитет? Ако се компарираме со квалитетот кој што го презентираат европјаните. Каде сме ние? Па ние во моментот работиме со квалитет на некое средно ниво, но се стремиме да одиме кон висок квалитет на производство, со тоа што високиот квалитет на производство носи и подобри брендови, а подобрите брендови носат и подобри цени. Значи натаму сме насочени да произведуваме повисок квалитет, но и да произведуваме со повисока додадена вредност, односно ако до сега претежно компаниите произведуваа лон производство, сега тенденција е да почнат да нудат на своите партнери и производство целосен извоз, што значи дека самите компании во Македонија ги превзимаат оние обврски на набавка на материјали, и други услуги кои што доаѓаат во тој пакет, целосен пакет на извоз. Колку имаме ние тоа капацитет да создадеме свој бренд? Колку имаме ние тоа сили, можности, ресурси за да го оформиме тоа? Затоа што веќе подолго време се зборува околу напуштањето на лон производството како нископродуктивна формација за создавање на бренд, кој што бренд не би бил само препознатлив во овој дел од Европа, меѓутоа и пошироко. Па во моментот не зборувам за создавање на бренд, тоа е многу тешко. Што е тежината? Да објасниме се. Тежината е тоа што например, каде е проблемот? Норми. Најголемиот прв проблем со кој што фирмите се соочуваат е немањето на производство на основни ресурси за производство, односно текстилни ткаенини. Значи, ние сме приморани да ткаенините ги увезуваме од странство. И сето тоа, бара време, бара дополнителен ангажман и така натаму. Меѓутоа, оваа фаза што ја спомнав за целосен пакет на услуги
е претходница на некоја фаза за создавање на собствен бренд, заради тоа што компаниите во таа фаза ќе имаат можност да се запознаат со сите тие процедури на набавка на материјали, потребно време за набавка на материјали, извори за набавка на материјали, квалитет на материјали, значи сите тие активности поврзани со организирање на едно целосно производство, за да во некоја наредна фаза може да понудиме собствен производ под така наречена приватна етикета. Значи, ние ќе го оформиме целиот, ќе го ставиме дизајнот, ќе го произведеме производот, но се уште тој ќе се продава под етикета на некој туѓ бренд, бидејќи веќе кога зборуваме за бренд, тоа е тука низ за маркетиншки активности кои што треба да се превземат за да може тој да се пробие на некој пазар. Но сметам дека ако одиме постепено на тоа скалило, ако сега се повеќе производители работат со повисока додадена вредност, организираат производ на готов производ, тогаш може да во некое идно време размислуваме и за собствен бренд. Може ли Македонија да се пофали во овој момент дека има барем еден бренд или уште сме или има уште време да чекаме за тоа? Локално имаме веќе брендови кои што продаваат локално и кои што се доста успешни во тоа. Значи во земјите во регионот, Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, имаме брендови кои што таму ги пласираат своите производи и сметаме дека тие ќе бидат на некој начин компании кои што ќе ги поведат и останатите со своето искуство, нели, кои ќе го споделат. Така, што говори твоето искуство лично? Има ли некоја временска рамка за колку би можело Македонија да се слободи од ова лом производство или ќе треба уште време да помине? Временска рамка не можеме да дадеме, нели сето тоа зависи од многу параметри. Меѓутоа, добро е што веќе се движиме во таа насока. На некој начин не само што компаниите ја сватија потребата на едно такво производство, малце притисок извршија и купувачите, заради тоа што кај нив веќе лон производството е многу комплицирано да се организира. Тие треба да плаќаат кадар, кој што е доста скап, нели, во западните земји во Европа, да плаќаат за да организираат доставување на материјали, помошни материјали и сакаат да се ослободат од тој дел. И заради тоа тие бараат од своите добавувачи да се вклучат и да понудат едно такво производство. Така да, во изминативе неколку години, да речеме, процентот на компании кои што имаат производство во делот на целосен пакет на услуги е зголемен за 15%. Така да, ако да речеме пред едно 10 години 95% се произведуваше лон, сега веќе 75%, околу 75% се произведува лон, а останатото се произведува во делот на чистиот извоз. Да, споредбено како е во останатите земји, соседни земји, кај соседите како е состојбата? Па јас би се споредувала со Бугарија највеќе и кај нив е слична ситуацијата. Не би се споредувала со Србија заради тоа што кај нив други беа условите. Поради ембаргото што некогаш тие го имаа, беа принудени да развијат брендови во својата земја и да продаваат на сопствениот пазар, така да тие се малце понапред во однос на компании кои што можат да понудат брендиран производ. Но и тие се уште имаат проблем да се пробијат на европскиот пазар, меѓутоа тоа го прават подобро, да речам, на некој начин од нас, бидејќи имаат повеќе искуство во тој дел. Во што се толку строги европејците? Кога зборуваме за пласманот, кога зборуваме за тој пробив да освоиме макар мал дел од европскиот пазар. Каде е тука нивната строгост? Во што најмногу гледаат? Во исползување, испочитување на бараните стандарди, квалитет, во што? Или севкупно е тоа? Па најактуелно во последно време се социјалните стандарди. Она што го бараат европејците е производство на облека во компании кои што се однесуваат и ги третираат вработените на соодветно ниво и имаат квалитетни услови за работа. Ние во тој дел како кластер веќе од овој месец ќе нудиме услуга за своите членки, каде што ќе ги подготвуваме компаниите за работа по принципите на социјална и корпоративна одговорност.
Не велиме дека компаниите сега не работат, заради тоа што и работењето според нашите закони, кои што се прилагодени на европските, го бараат истото, меѓутоа една подкрепа со документација, со поголема информираност на вработените за нивните права, за нивните должности, со сите оние дополнителни прилагодувања на капацитетите во однос на здравје и заштита при работа, добри услови, слобода на вработените за нивно здружување, исплата на фер плати, исплата на прекувремена работа и така натаму, тоа преку таа социјална и корпоративна одговорност ќе се опфати во тој дел и овие компании ќе можат понатаму да бидат сертифицирани од меѓународни сертификациони куќи, каде што ќе се здобиат со доказ дека и потврда дека тие работат по тие стандарди и на тој начин ќе го задоволат барањето на европските купувачи да носат облека која што е произведена во фер услови. Да, во овој разговор сега во овој момент го допревме оној сензитивен дел во кој што почесто и во информативните појаси не само на телевизија Стар, меѓутоа и од останатите медиуми се говори околу тој сензитивен дел, колку што се плати, остварување на права на не само на работниците, меѓутоа колку тоа текстилниот кластер еднакво, да кажеме, ако може да се каже еднакво, ги застапува овие права на работниците, меѓутоа и на собствениците на овие текстилни компании. Сега можеби ќе кажете тоа е работа на синдикалците, меѓутоа кластерот е секако премногу блиску до оваа тема и до оваа сфера. Видете, тоа е работа на синдикалците, меѓутоа текстилниот кластер е колективна членка на Организацијата на работодавачи, а Организацијата на работодавачи е социјален партнер во делот на преговарање за Законот за работни односи и колективните договори гранкови, меѓу кои колективниот договор за текстилната гранка. Така да тука сме доста вклучени, значи ние со синдикатот преку Организацијата на работодавачи се договараме за, еве сега конкретно имаме измени во Законот за работни односи, така да редовно се одржуваат и тие средби и се обидуваме на тие состаноци заеднички да изнајдеме решенија кои што ќе бидат нели во интерес и на двете страни. Да. Дали текстилниот кластер е промотор на македонскиот текстил, тоа го елабориравме малку и предмалку, меѓутоа и вон македонските граници како промотор, дали е прво промотор, ако е како на кој начин, во која форма, во кој стил излегува пред оние кои што се заинтересирани на некој начин или ги заинтересира да соработуваат со македонските текстилни компании? Како активност текстилниот кластер, една од заложбите е да прави извозна промоција на текстилните компании. Од причина во Македонија, од причина што текстилните компании во Македонија се извозно ориентирани. Значи 95% од вкупното производство во Македонија оди за извоз. Значи од тука е голема важност е да се привлечат нови купувачи за да може тоа производство да биде пласирано на странски пазар. Во тој дел ние имаме активности од типот од настап на странски пазари, преку учество на сајми, преку организирање на B2B средби, што значи компании од Македонија организирано настапуваат на национални штандови во европските метрополи, како што е Париз, како што е Минхен, минатата година имавме учество и тоа учество на сајм ќе го продолжиме и оваа година и сметаме дека преку една таква промоција ќе успееме да не само да ги задржиме купувачите со кои што веќе работиме, туку ќе навлеземе и на нови пазари, како например скандинавскиот. Ние сме многу малку застапени на тој пазар, а тој пазар е со голем потенцијал и токму на овие пазари пак се обидуваме со едни директни средби преку контакти со тамошните асоциации и кластери да ги споиме нивните брендови со македонските производители и на тој начин да го прошириме полето на кое што нашите производители се застапени. Имавте првични контакти со скандинавците? Да, веќе имавме организирано средби во Норвешка и во Шведска. Да. Па бараат
претежно бараат чист извоз, она што го спомнав на почетокот. Значи, малку од нив се заинтересирани за лон. Тие бараат да се понуди производ кој што тие ќе го прифатат и кој што ќе биде обврска на производителот да целиот го да се вклучат во целосно производство на истиот. И второ што бараат, повторно ќе исполнување на социјалните стандарди. Значи, тие се сертификати од типот на BSI, SEDEX, кои што се многу важни и кои што компаниите ќе мора да ги поседуваат. Што бараат, еве, ќе се фокусираме на кратко кај нив. Што бараат повеќе, лесна, тешка конфекција, што? Да речем во првичните разговори дали се посочија некои такви работи или понатаму тоа ќе се развива со натамошните контакти нормално? Да. Она што е интересно, најмногу се бара службен програм и работна облека. Службен програм од типот на програм за хотелиери или за војска. Така да тоа е доста актуелно, тие тамо работат на тендери каде што зимаат од државата големи тендери и мора да бараат соодветни производители за да се произведат. Во делот на модната облека, секако во зависност од сезоната се менува и нивното барање, така да тука не можеме да издвоиме некоја посебна категорија, туку сите категории од лесна до тешка конфекција се влегуваат во игра за настап на тој пазар. Така, неизбежно е, да не ве прашам сега актуелно е од политичка гледна точка, актуелен е Брекзитот. Прво, колку беа тие конекции со британското острово претходно и како е се сега конекциите со оглед на овие политички привривања? Дали имам тука некои малку трусни ситуации или не? Македонија највеќе извезуваше извезува на германскиот пазар. Значи преку 70% од вкупниот извоз од земјава оди во Германија. Меѓутоа имавме неколку брендови за кои што работевме и за Англија. Соработката продолжува, значи тука се уште немаме никаков прекин. Ние бевме пред неколку години и на сајмот, на неколку сајми присуствувавме во Англија. Сега исто така преку Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот се прават усилби да повторно се обнови учеството на саем во Лондон и за таа цел во мај месец представник од тој саем Pure London ќе биде во Македонија и директно тој ќе може да ги пренесе, нели, и искуствата и неговите очекувања за понатамошни соработки токму во однос на Брекзитот. Така да ќе го имаме тој гостин во мај и ќе имаме повеќе информации што би се случило, но самото тоа што тие доаѓаат во Македонија и се заинтересирани да не привлечат нас да учествуваме на саемот Pure London во Англија, укажува на тоа дека тие и понатаму ќе сакаат да соработуваат и на нив секако ќе им биде потребна земја каде што се врши производство. Да, во која сфера, што од прилика е таму се заинтересирани британските предприемачи, малку по-конкретно да кажеме, кошули, панталони, што? Женска конфекција, машка, детска, тешка, лесна, што? Тамо повеќе модниот програм, отколку овој што го спомнав, корпоративниот програм, а во модниот програм влегува се. Од женска конфекција до машки кошули, она каде што ние највеќе нели сме најмногу сме јаки, имаме најголем извоз од земјата, тоа се машките кошули, женската лесна конфекција. Меѓутоа имаме доста и квалитетни фирми кои што произведуваат полутешка конфекција и секако и тие имаат поле за да соработуваат со едни вакви фирми. Да, не само промоциите, туку и проектите се неизбежна алатка во самиот тој дел. Што секако проекти до сега понуди текстилниот кластер, што е во тек, што е понатаму во план? Текстилниот кластер во изминативе години има реализирано некаде околу 6-7 проекти. Најголем дел од нив се во делот на пограничната соработка со Бугарија.
Тука се здобивме со едно многу големо искуство, заради тоа што можевме да се споредуваме со нашите конкуренти во Бугарија и да ги видиме условите кои што се кај нив. Она што се разликуваме и каде што тие преднечат е технологијата. Со самиот факт што тие се во Европска Унија, има програми од Европска Унија кои што ги искористија и ги опремија со најнова технологија фабриките. И на тој начин се стекна со можност да бидат продуктивни, со повисок квалитет и да можат да ни конкурираат на нашето производство кое што е на пониско ниво на продуктивност и на тој начин ги изедначивме цените така да сме директни конкуренти. Но тука ние не ја гледаме конкуренцијата, него сакаме конкуренцијата да ја преточиме во предност и заеднички да настапиме на трети пазари и да ги привлечеме и да покажеме дека ние тука меѓу себе соработуваме. И тоа го направивме минатата година, каде што учествувавме на сајм во Париз, на заеднички штанд, заедно со бугарските и македонските компании и навистина тоа беше едно позитивно искуство и таа соработка продолжува од причина што ние, не само таа причина, но сега во моментот имаме повторно проект во кој што ќе ја продлабочиме таа соработка и во насока на заеднички настап на сајми и во насока на користење на нивното искуство околу автоматизација и модернизација на производството и во насока на ова социјална и општествена одговорност каде што заеднички на компаниите и во двете земји ќе работиме за подобрување на тие состојби. Да, спомна автоматизирано производство. Каде сме ние тука со тоа автоматизирано производство? Дали е тоа само на некои поединечни примери или веќе интенцијата ни е лека полека тоа да се шири? Фабриките имаат потреба од модернизација, дел од нив и компјутеризација, но. И компјутеризација, но фалат фондови. Ние се обидовме да искористиме некои средства преку фондот за технолошки развој и иновации. Меѓутоа некако програмите не беа структурирани така да може текстилните компании да ги искористат овие средства за набавка на машини. Можам да посочам дека од сите тие програми кои што ги нуди владата, најголем интерес кај фирмите има за набавка на нови машини и за модернизација. Но за жал, се уште не се креирани такви програми каде што ќе можат да ги поддржат овие проекти на компаниите и затоа ние се обидуваме со разговори со владините институции да посочиме дека навистина тука ни се потребна поддршка за да може да го подигнеме квалитетот и продуктивноста и на тој начин да ги подигнеме и приходите и платите и се она што следи со дали кај соседите е веќе навлезена таа автоматизација? Спомнати нешто околу Бугарија? Во Бугарија е навлезена, а можам да кажам дека и во Албанија, иако тие се малце на пониско ниво од нас, меѓутоа тие имаат добра соработка со владините институции и програми од самата влада каде што се нудат можности за набавка на нови машини, така да во Албанија преку ноќ никнуваат нови фабрики кои што се со најнова технологија и на тој начин многу брзо ќе ни станат конкуренти на нашето производство. Така, тука некаде сме финишираме веќе со првото издание на Конец. Се гледа овој крај на конецот за ова прво издание на емисијата. За крај не спомнавме нешто многу по-детално, по-длабоко за оној социјалниот дел, не спомнавме за уште некои интересни работи кои што верувам дека во наредните изданија на емисиите ќе го елаборираме детално за да ги запознаеме гледачите нормално за она како оди тој механизам не само на производството, туку и на механизмот на остварувањето на плати, приходи, профити, така натаму и така натаму. Само на крај само би ве запрашал повторно околу овие проектите. Ги спомнавме на почетокот овие конкурентите од далечниот исток. Дали сега и со проекти и слично би можел да се стави некој бедем, некој одбранбен зид би рекле?
Па јас не би одела со поставување на одбранбен зид, туку би одела Или со директен напад. Со директен напад, да. Да. Така да, со подршка и на проектите кои што ги спомнав и на многу други проекти во кои што сме вклучени, како проектот со кој што успеавме да ја реализираме овој серијал на емисии на УСАИД, проектот на Бизнис Еко Клима. Се надеваме дека заеднички со подршка од овие институции ќе успееме да направиме добар напад на европскиот пазар. Благодарам. Почитувани гледачи, ова беше првото издание на Конец, кое што, како што реков и на почетокот, од денеска го започнуваме, ќе го емитуваме еднаш во месецот, во трајање од 30 минути, и каде што за почеток на во првата емисија детално елабориравме за тоа што е, како е и на кој начин работи текстилниот кластер. Меѓутоа тоа не значи дека понатаму во ношните изданија на емисиите ќе елаборираме се она што е интересно и е во тесна врска со текстилството, не само социјалниот момент, меѓутоа и останатите негови сегменти. Ви благодарам за вниманието, Натеша ти благодарам за учеството во овој дел од Конецот, а ние со Конецот веќе ќе продолжиме веќе за 30 на дена во истото време на истото место. Секое добро со програмите на телевизија Стар.